Дел од приватните превозници после 10 часот престанаа да возат. Тие ги паркираа своите автобуси, а причината за тоа велат дека е несплатениот долг од ЈСП. Додека автобусите стојаа паркирани, патниците чекаа на автобуските постојки. Дел од граѓаните не ни знаа за овој проблем, а останатите велат дека вака е многу потешко и ги повикуваат надлежните побрзо да го решат ова. Помалку автобуси, гужва, нормална работа. Меѓутоа, треба тие во фотелите што седат да го решат тоа што. Не оние на седиштата возачки. Повеќе гужва и чекање. До душа јас на 24 одам, немам таков, али сепак за цел народ да гледаме и да мислиме. Пешки ако треба читам, јас сум многу стари, негде години су ми прошли, али немам проблем за идење. На оваа жешки температури чекаме со пола сати тука. Луѓето колабираат на оваа жештина. Би требало нешто да се направи. Овој градски превоз да превземе нешто од градот за народот. Доста беа веќе овие за африканци, треба нова влада, ново се и да се средат работите. Приватните превозници велат дека не можат да возат цела смена бидејќи немаат средства. Во наредните неколку дена ќе се обраќаат само до 10 часот во интерес на граѓаните. И јас го замолувам јавното сообраќајно предпријатие да ни исплати пари за да можеме ние да си возиме како што кажуваат по нашиот определен возен ред. Се додека немаме примања, се додека немаме пари, ние не можеме да го смениме ставот. Од ЈСП велат дека немаат долг од 140 милиони денари кон приватните превозници и предупредуваат дека доколку престанат да возат ќе добијат тужби. Јавниот превоз ќе продолжи да функционира непречено, а доколку прекинат да ја испорачуваат услугата кон граѓаните, ЈСП ќе биде приморано да покрене соодветни тужби за надомест на материјална штета за непочитување на договорните обврски од страна на приватните превозници. Приватните превозници најавија дека ќе возат онолку колку што имаат средства, а потоа најверојатно ќе мора да престанат.